Општина Пробиштип ќе реализира еколошки проект насловен како биоотпад, а активностите на проектот опфаќаат прибирање и рециклирање на цврстиот органски отпад. Соработката е со Универзитетот Гоце Делчев, а ќе се прави студија за прибирање на органскиот отпад од домаќинствата и угостителството. Овој проект треба да допринесе отпадот да се преработува и компостира. Проектот представува пилот проект, прв и единствен во Република Македонија, а нашата општина ја има привилегијата, но и обврската за негова успешна имплементација. Согласно проектното резиме, цели активности со овој проект е предвидено на територија на општина Пробиштип да се постават 2 компостари за преработка на биоотпад со капацитет од 120 тони на годишно ниво. Предвидено е биоотпадот да се генерира од угостителски објекти како една целна група и од населено место како втора целна група. Во општините кои имаат развиен туризам, над 50% од вкупните количества цврст отпад се произведуваат од угостителските објекти. Целна група на овој систем за управување со отпад од органско потекло се големите производители, како што се хотелите и другите угостителски објекти, без фаворизирање на било кој од нив. Од тука во рамките на овој проект општината ќе развие целосен систем, плаќај колку што создаваш отпад. Проектот Биоотпад ќе се реализира преку фондовите за животна средина од Европската Унија, во него се вклучени и Македонија и Грција, а Универзитетот Гоце Делчев ја изработува студијата. Моментално се вршат истражувачки активности во поглед на утврдување на досегашната практика за создавање на цврст отпад, што за жал во Република Македонија немаме никакви податоци во поглед на јасна поделеност помеѓу цврст отпад и оној отпад кој што може да биде повторно подложен на употреба. Денеска по завршувањето на оваа конференција ќе се одржи една од активностите, а тоа е анкетирање на една од целните групи за кои што говореше градоначалникот, а тоа се угостителските работници од Пробиштип, кои што треба да ги запознаеме со целите на проектот, имајќи на ум дека секој проект на финансирана страна на Унијата бара апсолутна транспарентност во поглед на целите кои што треба да бидат постигнати и кои се придобивките за самите учесници во проектот. За успешна реализација на проектот Биоотпад секако најважна е едукацијата на граѓаните. 20 домаќинства ќе бидат директно вклучени во проектот. Населбата Калниште е одбрана како пилот населба со која ќе се работи со група граѓани. Од нив за таа цел ќе бидат спроведени неколку информативни настани со цел да ги запознаеме со целите на проектот, со она што се очекува, со начинот на работа. Секако, бидејќи со нив ќе се работи околу година дена, во смисла на одделување на биоотпадот, предвидено е и ќе направиме една обука за одделување на отпадот. Во текот на годината ќе се следи како се врши одделувањето, ќе се следи работата на создавањето на отпадот, на компостерката, се со цел, како што кажа колегите, да се оценат придобивките од тој проект, односно економските и еколошките придобивки. Општина Пробиштип Биоотпад проектот ќе го реализира 2 години, а вредноста на проектот изнесува 1.400.000 евра.